Почитувани ново издание на Агроспектар, вашата емисија која што секој четврток ве информира и едуцира за квалитетно земјоделско производство. Така ќе биде и во ова издание, а во меѓувреме во изминативе 7 дена од претходната до оваа емисија новини во земјоделството не постојат. И понатаму онаа апатија која што ги зафатила земјоделците е присутна. Нема планирања за нови производствени насади, нема планирање за нови лозови, овошни насади или градинарски површини. Како и да е, повеќе од сигурно е онаа констатација дека 3 децении во Македонија аграрот тоне, а во последната деценија тонењето е веќе опасно, што доведува во прашање дали Македонија ќе стане целосно зависна од увозна храна, бидејќи домашните земјоделски производители не сакаат да произведуваат, бидејќи нивниот труд е потценет, неплатен и долги години се чека да си го наплатат тоа што ќе го произведат на рати. Како и да е, ние во емисијата ќе направиме анализа на состојбите со времето, состојбата во аграрот и секако новини во фитофармацијата, затоа бидете со нас и со ова издание. Професор доктор Исто Вучков, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Веќе во есен сме, меѓутоа и температурите наликуваат на тој период од годината. Како сега се одразува сето ова врз земјоделските култури, врз есенската сеидба, меѓутоа она што е карактеристично е дека сушата продолжува да екзистира, хидролошката состојба е загрижувачка, оние најави дека ќе имаме врнежи некако отсуствуваат, се на се што се случува. Точно е тоа што го рековте, сме со 7-миот ден веќе влеговме во ноември месец, со ден веќе 10 часовен, 10 и пол часовен ден, значи имаме скоро 5 часа пократок ден од оној прав летен ден каде што има мегдан за работа и така натаму. И видно согледување на одредени снижување на температурите, посебно ноќните или утринските. Еве овој ден ќе кажеме дека во Берово веќе имавме минус 6 степени Целзиусови. Но тоа што го напомнавте... Рано е за минусни температури или е време? Минусните температури се сега многу опасни, посебно при така сув период. Бидејќи врнежите од дожд може да бидат амортизери за една природна појава на влегување на растителноста во оној зимски период. Но ние катастрофалната состојба што и оваа недела ја констатирав со акумулации сите на технички минимум, со влага во почвата ни минимална би рекол и веќе имаме пореметување, поместување на есенската сеидба на житата. Бидејќи сме со оптималниот рок, а знаеше септември, октомври, ноември да заврне дожд, да се обработи површината и да се изврши есенската сеидба. Ние имаме таква лоша состојба која просто мене лично, бидејќи 50 години го следам времето, не се случило да не имаме такви крајности по однос на сушниот период и по однос на високите температури кои ги имавме оваа година и кои предизвикаа и пожари, предизвикаа и многу тектонски штети. Да сега во тој втор дел имаме во одредени, сега во Шпанија, преку 250 жртви има од врнежите од дожд. Ве молам. Или тоа што се случи во Словенија, или во Босна, и тоа што го зборавме минатата емисија. Значи, тоа се тектонски пореметувања, каде што ние, како Република Македонија, со оној несериозен пристап на тие наши политиканти, по однос на вложување во инфраструктура, одводни канали и сите тие други пропратни работи кои ќе овозможат да нема народот штета, ние сме тука точно равна линија, малку дожд појќе да заврне, ние ќе имаме катастрофа. А не
оние торнада или оние врнежи од што ги видовме сега и во Шпанија и во другите земји. Но имаме некој што не чува, искрено да ви кажам, и ситуацијата сега е фактички за мене од стручно практичен аспект безнадежна по однос на тоа што растителноста влегува во зимување со недиференцирани папки за родот за наредната година. Значи намален род следната година. Следната година сигурно, ако не се внимава на кроењето и како ќе се одбие понатаму времето за диференцирање на папките, ние имаме ненормално или неможно повлекување на асимилатите. Гледате, ние сме веќе во ноември, а имаме уште вегетација, ве молам. А тега тоа се требаше да биде жолто, плутинизирано и веќе ластарот да биде зреен и да имаме еден нормален влез во оној зимски период. Наместо тоа ние го имаме тоа што го имаме. И состојбата на теренот, тој песимизам што владее кај земјоделските производители. Тоа го рековте во воведниот дел. Јас ова недела се чувствувам со еден оптимизам. Можете да замислите Кратово каде е. Кратово ќе ги дуплира површините за винова лоза, бидејќи оваа година оствариле многу добри резултати, со многу добри конзистенции на месото на грозјето и добиле многу добро вино. Ја реновирале визбата и така. Кога ги слушам тие работи, верувајте, ми се враќа некаков оптимизам. Во Кратово. А ние констатираме со вас дека од разочарување во Кавадаречко, Неготинско и Гевгелиско, дека толку илјади чокоти се ископани. Зошто? Затоа што некој си свето или било кој грозјето сака да го земе без пари од производителот кој дебне од кроење, од ѓубрење, од берби, од се и 8 денари, 10, 2 и политиката ќе дојде, ние даваме 2 денари, 3 денари. Тоа не е политика. Тоа е уништување на народот и на држава. Се случуваат ли некакви активности по однос на производството, есенска сеидба, меѓутоа и таа не е, времето не е во прилог на сеидбата? Сега ќе ви кажам, дел од производителите викат професор, јас ќе издрљам површината и ќе го фрлам семето. Кога ќе заврне дожд, ќе дојде влагата, ќе никне. Меѓутоа тоа е голем ризик. И друго, тука е веќе трагедијата на нашето време. Нашите политичари никако не можам да ги кажам, бидејќи сум крајно разочаран оваа недела, што во Ману до 60-та година направиле некаква стратегија каде што аграрот буквално како да го нема. И тоа е резултатот што ние имаме само 20% уште производство и за следните 2-3 години бидеме зависни од увоз на храна. Значи, со еден збор, имаме луѓе кои сакат да влезат во политиката, сакат да ги искористат бенефитите и да си одат од политиката. Значи, тоа е богатање на еден нечесен начин врз грбот на тие луѓе. Јас пред 3-4 дена гледам Филипчен и премиерот, ајде на избори. Пред 3 месеци избори и пак 8 до 10 милиони евра да се потрошат од народот, од тој беден народ, за нови избори, за нови постери, за нови... Каде е логиката на тие луѓе наместо да се спојат и да кажат Македонија мора да учврсте со производство на храна за себе и можности за извоз, стандард кај производител, кај граѓанинот да има мотив, да има запослување, да има проширување, да има мотивација кај луѓето. И сега сите констатираат дека младите ја напуштаат државата. Да, меѓутоа тоа е само констатација, а решение на тој констатиран проблем веќе нема. Што доколку лозарите во овој период почнат со резидба? Дали е Ни во висок кој ризик? случај, јас од стручно практичен аспект, бидејќи времето подлажува и многу од луѓето, професоре, јас цел ден не можам, вика, да лежам од златно сонце, и вика, ќе одам по неколку сата ќе си помогнам за
кроење. Тоа нека не го прават. Нека калира целата лоза со зрење на ластарите. До Свети Трифун има уште многу. За да после тоа ние ќе имаме специјална емисија како да се внимава на оставање на кондери и лакови, бидејќи голем дел од лаковите првите неколку окса се активни, второто е осушено затоа што немаше влага. Нема диференцијација, нема никаква животна функција тој ластар. Значи, тука треба внимателно кроење, за да може колку толку за следната година да се добие некаков принос од гледуваната култура. Тоа не се само за виното лоза, тоа важи и за овошните дрвца и така натаму. Инаку морам да ви кажам една исто така за мене пријатна вест. Ова година градинарските култури, посебно најрано градинарското производство, имаше континуитет на откуп. За Београд, за од јутата пиперка, од тие работи. И гледам една млада генерација, мои клиенти, кои веќе викат: професоре, бев во Швајцарија, видов што е, како е. Тука е за мене Швајцарија, бидејќи пиперот одеше со една константна цена толку време. Значи, со еден збор, политикантите не треба меѓу нив да се препираат, него како и кошници да прават. Него што во кошницата? Перспективно, нова сорта, квалитетна, што ја бара европскиот пазар. Подобрување на технолошките решенија за производство. Потоа, сега, формирање, гледам, ова недела имав контакти со Министерството, со одредени луѓе, пајташи што се земени на име производители, тек им текнува дека здружувањето на земјоделците е силата. Значи, пунктови, како што е во Грција, како што збореме веќе неколку пати, здружување на земјоделските производители, заедничко делување по однос на смислен пристап во примена на ѓубривата, смислен пристап во примена на хемиските средства, да нема токсифицирани производи, бидејќи европскиот пазар не сака такви производи. И смислен пристап во цената, нејзиниот откуп и плаќање за земјоделците. Каде што во Грција тоа само ќе му дадат гајби, он мора квалитетно да произведе и ќе му кажат на таа дата парите ќе ти бидат стигнати. И он вика: не ги сакам парите, нека бидат како дивиденда, и он е учесник во здружувањето. И тоа е убава работа. И тука ние имаме со таа нечесна, бедна приватизација, имаме пихтијаста форма, немаме никакво здружување и тука сме земјоделските производители, па и стручните лица, све во една пихтијаста форма каде што трговците си играат играчка. И тоа што го оваа недела обсервирав, Мано, кој имаше задача некоја од владата, за да даде некоја визија за развој на аграрот во Република Македонија. Верувајте, по смртта на Ефремов, на Лозановски и Филиповски, таму буквално аграрот го нема на агендата. Да, историјата е најважна. Да, не само историјата, политиканство, и тоа плитко политиканство, секојдневно политичко престрелување. И пазете, нормален човек пред месец, два, три беа избори, наместо да се зафатат како опозиција да даде конструктивност, позицијата да ја реализира, да се виде напредок, ајде на избори. Кој го збори тоа? Луѓе плитки, не во политиката, во животот, не сватиле дека тој му е дадена функција глас од народот, за да створи услов за добри, пријатни мигови во државата. По сите сфери зборам, не само. А земјоделието, па не е воопшто да не биде ставено на агендата. И јас сега гледам, за се размислува, за земјоделието не се размислува. Декларативно, да. Здружување, задругарство, што го рекува. Да се каже, ке имаме, примерно сега, Министерството за земјоделие да излезе, да каже, Министерството наместо да дава субвенции,
ќе прави анализи на почвата бесплатно за производителите да не фрлаат џабе, да не дават пари за ѓубрива. Покосно, диагнозата ќе биде поставена од институциите бесплатно за да се намалат токсините во нашите производи. Да има нешто креативно, визионерски за развој на аграрот, или укрупнување на површините, или регионализација на реоните. Реон Кавадарци е специализиран за гроздјето. Реонот во Валандово е специализиран за јапонското јаболко, за калинката, кивата и смоквата, да кажем. Струмичкиот регион, регионализација комплетна на земјоделците за земјоделските култури, градинарските култури. Да видиме некој подем за здружување на она што останало. Па ревизија на обработливите површини. Ние уште имаме површини кои се златни, кои се затревнати и 2-3 години, 4 години луѓето се во странство и тие ниви не се работат. Значи, наместо да се направи една таква обезбедување на квалитетно семе, пример оризот. Нема меркантилен ориз да сади. Тој ќе сади сортно семе. Нема пшеницата да сади меркантилно. Ќе сади оригинално семе кој ќе даде род 12 тона, а не 1200 кила. Сите тие работи, наместо да се занимава со тоа секое ресорно земјоделие, дали е тоа секое министерство, дали е тоа земјоделие, дали е тоа архитектура, дали е тоа економија, дали е тоа стопанство и така натаму. И сега ова недела дури смешно делува, Бранко Азовски 50 години е таму. Парите од Унгарија што дошле одма да се трансформираат на луѓето да им се дадат. Тоа ли е постапка или тоа? На кој да се дадат? Која цел ќе имат? Кое враќање, возвратот кој ќе биде? И тоа е задолжување на Република Македонија. Тоа се плитки, лесни политиканства што во последните 30 години од осамостојувањето ги доживува Република Македонија. Без оглед на партии. Да не свата некој дека имаме некоја одбрана за некој од партиите. Било кој од партиите кога дојде, и пазете сега, гледам го Мицковски и компанијата, секој втор збор и е политичарите. Они се веќе политичари. Дел од тие млади деца тек брада уште немат. Второ што ме најмногу мачи, секој втор збор е народот, што ќе каже. Ние во името на народот работиме, а народот страда. Тоа е една бедна плитка политика која народот ја приметува. При што јас мислам дека доколку не се вразумат по однос на тоа да сватат дека народот веќе го препознава тоа, ние подобри денови не може да очекуваме. Може едноставно секој во својот сектор да даде свој допринос за доброто на државата. Наместо тоа, ние имаме пак политички памфлети, пак избори да има, пак... Значи, политикантите точно еттен плитко орат по однос на тоа што се случува во последните 30 години во државата. Така. Тука предлагам да го погледнеме прилогот кој нуди новини од фитофармацијата. Во овие наши емисии секогаш се трудиме да градиме нешто ново кое е навистина интересантно и импозантно би рекол за тоа земјоделско производство. И добра работа е што тие новини од фитофармацијата се точно во една насока на една заштита на човековото здравје. Сите средства на основ на органски принципи, органски активни материи и така натаму, секогаш мора да ги поздравиме како новост на фитофармацијата во позитивна насока за детоксификацијата во земјоделското производство. Што за жал уште од тие канџи не можеме лесно да се ослободиме
бидејќи фитофармацијата во поранешните времења точно одеше со тие активни материи кои се токсични, а покасно се утврдува дека имаат и штетно делување по здравјето кај луѓето, појавувајќи се на некој голем процент на канцерозни оболувања и други штетни делувања по здравјето кај луѓето и загрозување на животната средина. Денес ќе кажеме нешто повеќе за една навистина голема новост, тоа е фитосеј. Тоа е навистина новост со една позитивна импресија сакаме да ја образложиме точно за овој период кога асталските сорти се веќе пред берба, каде што на каренцата мора да се размислува, каде што ботритисот при зголемување на шекерноста кај виновата лоза и кај другите култури, при зрење на доматите и така натаму, ботритисот може да биде и како секундарен патоген, голема опасност по самото производство. Фитосејфот, како новост, мора да кажем уште на самиот почеток, како новост по чисти органски принципи, бидејќи нема тука никаква негативна хемија, која може да биде проблем при бербата на грозето, дека има резидуи од некои пестициди, од незапазување на каренцата. Значи, фитосејфот представува еден фантастичен контролор на сивото гниење, Botrytis и на пепелницата од фамилијата на унцинулата. Што всушност сакаме да кажеме со оваа новост, како да ја презентираме, како да ја на еден начин уедноставиме, да биде разбирлива за лозарот, па и за делот стручњаците, колегите агрономи, кои на теренот итекако бараат такво нешто. Фактички фитосејфот и производот добиен, тоа представува една молекула точно за една природна одбрана на растенијата против болестите, како што се сивото гниење и пепелницата, значи го активира и стимулира одбранбениот систем, тој имунолошки систем на растенијето. Тоа е една важна работа, што еве тука фитофармацевтите со физиолозите има дојдено до онаа суштина да се активира и да се стимулира тој одбранбен имунолошки дел на растенијето. Односно активирање на гените одговорни за зајакнување на клеточниот зид, каде што патогените, како што се пепелницата и ботритисот, не можат да остварат инфекција. Благодарение на зајакнетиот одбранбен, односно имунолошки дел од растенијата. Тоа е еден пронајдок. Фактички со неговото аплицирање, тој на еден начин минимизира и забавува она суштинска инфективна агресија која ја прави ботритисот како секундарен патоген и пепелницата. Тие со нејзиното синхронизирано делување, бидејќи тука ботритисот доаѓа на гости кај пепелницата. Пепелницата таа која со инфективниот процес ја некротизира она епидермална зона на љушпата на самото зрно и така некротизирана при порастот на меристемските клетки од самиот на самото зрно доаѓа до пукање, бидејќи тие инфективни клетки немаат моќ ја имаат изгубено меристемската моќ на делба и тука веќе доаѓа до пукање на зрното. И како такво нешто доаѓа ботритисот и почнува тој процес. Тука е она суштина
на фитосейфот, каде што сето тоа тој го оневозможува, и тука имаме навистина оне ефект, бидејќи со едно стимулативно тестување со фитосейфот се постигнува ефект кој ја зголемува силата на самата епидермална зона на зрното. Она имунолошка основна одбранбена акција која е точно фитосейфот обусловува, и тука се постигнува навистина фантастичен резултат. Фитосейфот. Ние сега кога збориме за лозарите во Кавадаречко, Неготинскиот, Велешкиот регион, Свети Николскиот и така натаму. Во тој период испрскани, каде што имаме градобитни овие зони, фитосейфот со тоа стимулирачко делување, со таа една одбранбена имунолошка јачина која дава, настанува оние брзи рехабилитации на растението. Ние минатата недела зборавме за биостимулаторите и за се. Но тука навистина фитосейфот постигнува фантастични резултати токму во тој период. И кога збориме за виновата лоза, мора да кажеме дека онаа пукање на доматите што се случува, оние други деформации кај други култури, дали тоа било кај доматите, кај пиперките, кај модриот патлиџан, кај дините, кај краставиците, лубеницата, кај корнишоните, сето тоа навистина со фитосејтот се постигнува фантастичен резултат со доза применета со само 2,5 до 3 литри по хектар. Се постига еден фантастичен резултат. Сега, тука, во овој период на пораст, трансформација на киселините во шекери, во периодот на зрење и предзрење, тука може слободно, бидејќи е компатибилен со сите средства, тој може да се примени во секој од прскањата и 7 до 10 дена во тој период од почетокот на зрење до бербата може слободно да го даде оној фантастичен ефект кој се од него и очекува. Што е значајно да спомнеме за фитосейфот како една навистина голема новост која дава една неверојатна позитивна насока кон земјоделското производство по однос на квалитативниот аспект и, што е најважно, квантитативниот големен принос, квалитетно производство и без резидуи, бидејќи се работи за органско производство. Што ќе кажеме за фитосейфот? Во европските сите тие стопанства кои произведуваат храна, фитосейфот си го наоѓа решението и во интегралното, и во органското производство. Што е многу важно. Бидејќи во органско производство, кога дојдеше појава на пепелницата, зборевме дека сумпурот е дозволен према органски принципи, недозволен и така натаму. Тука се работи за една молекула која навистина делува. Значи, тоа е новината која делува на имунолошкиот дел на растението, ја јача она епидермалност, она отпорност и тука нема можност пепелницата и ботритисот да го извршат тоа што сега во овој период при врнежиот ош посебно го прават. А тоа е уништување на родот кој е само за можда 5 или 10 дена пред берба. Доколку имаме такви врнежи од дожд, нестабилно време кое го имаме оваа година, може слободно да кажеме дека губитокот може да биде голем, а фитосейфот тука може да постигне навистина добри резултати. Што е друго значање? Сега, пламеницата, гимноспорангиумот, кај крушката, или
пламеницата кај доматите, фитофтората или било која друга, кај краставиците и така натаму. Тој значајно е и тоа заслужува респект и почит и подцртување со црвено, дека е компатибилен со сите средства за заштита на растенијата. И во секое време, со добро одбор на средството, со квалитетно мешање и квалитетна апликација, фитосейфот се уклапа во тој цел програм на заштита, постигнувајќи го оној суштински имунолошки дел на секој растителен вид. Дали е тоа во овощарството, дали е тоа во лозарството, дали е тоа во градинарството или цвеќарството чак би рекле. Бидејќи во тритисот знае во цвеќето да направи таков ршум или пепелницата, каде што може да направи голема штета, доколку не се преземаат мерки. А тука фитосейфот навистина може да се ите како примени и да го даде оној суштински дел. Не сакам да ги замарам, воопшто да ве замарам, бидејќи овие прилози ги правиме на еден едноставен, сватлив и прифатлив начин. Ако почнеме да збориме како внатрешните шекери, протеините или другите сахаридни форми компатибилно делуваат, како делуваат на ојачување на тој дел на епидермалниот дел, тука тој замор нема да ви го дадеме, бидејќи таа висока стручност која е внатре вградена не е ни толку значајна отколку тоа што упатството и оние глобални работи кои ги даваме се и како важни за секој кој сака да го примене ова средство. Значи, со еден збор се работи за чист, 100% природен продукт. Тоа е новоста. Второ, значи 100% природен чине, нема никаква каренца, буквално кажано ден-два, дали ќе се бере грозјето, дали доматите или така натаму, тука воопшто не делува да каже некој стоп, не смееш да прскаш со било кое средство, бидејќи каренцата е важна работа. Тука, бидејќи нема никакви токсични творби, тука слободно може фитосейфот да се користи. Уште поважно, 100% безбеден препарат, кој може да се примени и пременувачот, апликаторот, производителот кој во пластениците го минува денот. Фитосейфот нема никакви штетни последици по здравјето кај луѓето, а уште помалку со апликативниот доз, за кој рековме дека е органско, дека е воопшто без опасност за здравјето кај луѓето или растенијата. И дозата, ако е нешто зголемена, тука никогаш не се појавува некакви фитотоксични ефекти. Бидејќи некој инсектицид, ако го примениме во некоја поголема доза или концентрација, може да се случи да ние имаме хаварија, ништење, изгорување на масата. Или пак, попратно, ако не се стави дозата, пак да нема резултати. Фитосейфот со тој одмер на средство што го рековме, значи ги дава оние точно прави резултати. И во тој период на презрење, за добивање на еден квалитативен целосен опфат, на 7 до 10 дена, последниот месец, третирањето во другите третмани, ако се стави фитосейфот, може само да имаме една добивка по однос на квалитативен имунолошко зрно или производ од градинарска, овощарска или лозарска култура. Сега, што е многу важно за фитосейфот? Имаме нестабилни временски услови. Тој за само неколку часа по апликацијата, знаеме дека голем дел од препаратите, штом заварна дош, праксата во заштитата
ние збориме најмалку 46 часа или 48 часа треба да поминаат да се тоа средство, било кој фунгицид или инсектицид, поприма, па да се постигне резултатот. Ако има врнежи од дожд, има лесни испирања и така натаму. Фитосейфот има карактеристика со доброто мешање, точниот одмер нормално, со апликацијата. Ние имаме на вистина за само неколку часа целосен влез на средството во самата физиолошка функција на растението, во самиот метаболизам, каде што тоа е веќе попримано и врнежите од дожд воопшто не делуваат на негово испирање или некакви економски издатоци, а дождот го однесол тоа што се случува кај многу лозари што мислат дека прскале, оно заврнало дожд, дождот направило испирање на средството, тој прскал и после тоа гледа дека има пламеница, дека има ред други болести, средството е криво и така натаму. Не, временските прилики и неприлики се такви што врнежите од дожд се навистина во еден необичен размер оваа година и градобитноста, што ите како допринесува за таквата состојба. И важното нешто, за оние реони каде што е имало град, со секоја од комбинациите употреба на фитосейфот, ите како обусловува брза функционална зараснетост на клеточните повреди кои се, на сите оние трауми кои ги има доживеено растението и враќање на тој прав имунолошки дел на растението, што значи дека тој препарат го фактички рехабилитира растението и не дозволува инфективни процеси, што примерно сега при тие повреди од град, кај одредени асалски сорти, чим шекерноста се зголеми, тука имаме и голема можност за појава на ботритисот. Затоа што тој бара влезна врата. А фитосейфот и неговата примена тука го обослабуваат имунолошкиот дел на самото здорово, на самото растение, да тоа ојача и да тоа за кратко време се рехабилитира и ние да имаме навистина еден добар резултат од употребата на оваа средство. Друго значајно кое мора да го спомнеме за овој период, бидејќи сме во една навистина специфична состојба во земјоделието, каде што имаме нестабилно време, каде што имаме утрински 34 температура, да поручате имаме наоблачување, врнежи од дожд, врнежи од град. Значи, со примената и на другите средства за заштита, бидејќи абсурдно би било да кажеме дека, пример сега за гроздовите молци за третата генерација, мора да се внимава во овој период. Фитосейфот обусловува на еден начин една фантастична компатибилност со инсектицидите, со било кој друг фунгицид, бидејќи сега за еската има некои нови моменти што треба да се оди со некои компоненти, фунгицидни компоненти, тука фитосейфот не представува баш никаков проблем, бидејќи неговиот начин на делување си има своја специфика. Ние не го аплицираме, тој не влегува во некој друг механизам на делување, туку тој индивидуално се вклучува во физиологијата, во метаболизмот на растението и тука го постигнува својот ефект. Затоа нашата препорака е секогаш онаа суштинска, бидејќи произлегува од теренот. Фитосейфот во догледно време ќе биде средство кое секој ќе го посака
да го применува и да види резултатите од него. Зошто? Затоа што тоа ќе обуслови оној зап на времето кој го имаме, кој ствара услови на болест, фитосейфот обусловува појачување на биолошкиот, односно имунолошкиот дел на секој растителен вид, да нема напад од таквите болести кои, за жал, од година на година се поприсутни поради нестабилното време. Затоа нашата препорака ќе биде фитосейфот да секој производител го види, го проба и од тоа ќе види кои резултати ќе ги има со една стручна и права примена. А доколку има некоја нејаснотија или сака некој да му го опишеме целиот механизам на делување, тоа несебично, без никаква надокнада ќе го направиме за секој земјоделски производител кој сака да применува препарати кои не се токсични, а кои делуваат високо позитивно за секоја одгледувана култура. На крај сме на ова издание на Агроспектар. Што ќе им порачаме на гледачите? Ние во овие емисии се го збориме на крајот одиме со нешто ново од фитофармацијата. А таа новина од фитофармацијата ми лежи на душа, бидејќи оваа сега, овој фитосейф што го видовме, убаво е тоа што хемиските индустрии во светски размери, бидејќи ги пратам тие најнови трендови, кога одат не на токсифицирани производи кои Европска заедница ги забрани, него се оди кон тоа како со одредени средства да се подобри имунолошкиот систем кај растението, значи да немаме така брзи инфекции од болести, брзи напади од штетни инсекти, него имунолошкиот систем на растението да јоча со одредени примени на таквите средства како што е фитосейфот за одредени болести и така натаму. Тоа ме радува и за мене, ако има некоја нејаснотија, редовните гледачи може слободно да прашат за начинот на примена, бидејќи наша цел на тие едукативни емисии е како производителот да стекне поголемо знаење, разум и да не биде жртвен јарац за аптеките, стави тоа, значи троше повеќе препарати од колку што ќе спечели и колку ќе биде платено. Затоа нашата емисија од едукативен карактер е како да се оди кон економски оправдано, нетоксифицирано и квалитетно производство за нашиот и за европскиот пазар. Благодарам, професоре. Благодарам и вам. Ова беше уште едно издание на Агроспектар. На крај ќе ви заблагодарам за времето и вниманието и ќе ви посакам секое добро.